Денот на работникот денес го славиме во слобода со остварени резултати, со нови работни победи, со надминати норми, но првомајските прослави се одржуваа и во најтешките моменти за нашите народи и народности. Тогаш тие представуваа одредена форма за вистинско информирање на народните маси за актуелната ситуација во земјата и во светот, и своевидна школа која требаше да го подготви работниот народ за настаните кои неминовно се приближуваа. Овој пат ќе се сретнеме со сеќавањата на учесниците во прославата што се одржа во местноста Моклиште, Кавадаречко, на 1 мај 1941 година. Значи во времето кога нашата земја беше под фашистичка окупација. Кога се работи за едно собитие што е зад нас 32 години, многу е значајно да се подсетиме на условијата во кои тоа се одвијаше. Се работи за прославата на 1 мај во населна во Кавадарци, Ваташа, а во местноста Моклиште, 1941 година. Тоа е време кога од една страна имаме состојба на окупација на Македонија и на Југославија со наездата на фашистските германски окупатори, нивните измечари, бугарските, италијанските, маđарските слуги. Тоа е време кога у годините што му претходеа јакнеше, снажеше влијанието на Комунистичката партија на Југославија, на нејните организации во Македонија и посебно во Тиквешијата. Непосредно пред овој догаѓај, пред одбележувањето на 1 мај, имаме една богато развиена активност меѓу омладината посебно, како и со голем зафат во акциите што ги водеа работниците, аргатите, осиромаштените занајчии, младите луѓе, интелигенцијата во Кавадарци. Непосредно пред самата војна, партиската организација беше очврсната низ акциите што се водеа веќе во текот на посебно на 40-та година и беше во состојба и за покрупни захвати. Штрајкот од крајот на март и почетокот на април на монополските работници уште повише ги охрабри работниците да се создаде една општа расположба да и во услови на окупирана Македонија во тоа време се организира прослава на 1 мај со едно масовен излет на кој према едни проценки имаше од 800 до 1000 лица. Многу свечано, значи се мина и организирано преку од Кавадарци, од плоштадот, од монополот, од плоштадот, па после преку Ваташа до самата местност кај што значи кај Моклишкиот манастир кај што се одржа свечаноста. Тука може да се одбележи тоа што е веројатно и од искажувањата на другите, дека се одржа говор по решение на местниот комитет на митингот и стапи Лилјана Јанкова, сега Мојсова, со образлошување на општата политичка ситуација, со новосоздадената ситуација на окупацијата на земјата и со потребата да се чврсте единството во престојната борба. Партиската организација во Кавадарци со капитулацијата на бивша Југославија, која што оште кај 9-10 април во Кавадарци се осети безвластие,
посебна активност пројави во тие денови со прием на нови членови на партија, кои беа проверени во времето на бивша Југославија во борбата за поарен живот, а исто така многу се прошири и Скоевската организација. Во тоа време партијата настојаваше исто така да успостави и што под широк контакт со селските маси. Затоа скоро секи ден, а особено во празниците, имаше посети на селата како што е Ресава, Бегниште, Возарци, Шивец, Трстеник и така натаму. Исто така, за подобар, поширок контакт со масите во градот, организирани се неколку излета. Едниот беше на 20 април, на верскиот празник Великден, во Раштани, каде што беше масово посетен одор. Меѓутим, за 1. мај, партиската организација, местниот комитет, посебно донесе одлука да биде што посвечено, прославен, и за тоа се задолжија некои другари кои што за тоа има своји расположби и способности да припремат цела една програма и исто така и музички точки за излетот кој би се организирал на 1. мај. Јас, кој во тоа време работех во Монополот, Монополската партиска келија беше задолжена да обезбеди доваѓање на сите работници од Монополот. И можам да кажам дека Монополот, кој во тоа време имаше околу 400 работника, дека сите тргнахме, и тоа скоро во орака, да не би рекле во строј, али подредени во правец на оваа местност овде, Мокрички манастир. Тука кога бееме, не бееме само Монополот, ние Монополот, 400 души, колку беа сите, речи си целиот Монопол, може би изузетак некој си да не беше. Иначе сите беа. Тука беа работници, тука беа занајчии, тука беа земноделци, изопшто масово беше тоа организирано. Јер не се работеше само едни, само ние Монополо да работеме, ами тоа беше организирано масово и сите масово излевавме. И тука, и на Црна одевме, па сме оделе у Чичево, Велешкото село, тамо сме се споиле со велешани заедно. И така да се организирано беше тоа. Имахме една таква слога, едно такво разбирание, се знаеше тоа кој се рече едно, оти треба да се сврше, треба да се сврше. Вој ќе го работим и ќе го работим. Ние биеме безстрашни, не се пашевме од ништо, така да беме да оѓин да се фрлиме само за слободата денешна, што ја добивме и што ја имаме оваа слобода. Јас сум еден од учесниците во организирањето на овој излет на 1. мај 1941 година. Во тоа време во Кавадарци имаше оркестар кој го викавме Балалајка. Во него учествува 7 души, од кој еден бев ја, Ангел Чемерски, Илија Бадев, Милан Даскалов, Лазо Мицев Рале, Цано Попристов. Може и уште некој друг имаш. И Феткин, Стефан Хаджитефов. Во тоа време ние почнаме, бидејќи да ние свиревме на сите забави, матине и игранки, и целокупниот културно-забавен живот во градот се одвиваше преку овој оркестар. Специјално за овој ден, за овој излет, ние вршевме и припреми, а исто така
се вршеше и припрема на една чинка која се викаше, се сеќавам добро, Сонцето од исток. И негде околу 11 саатот отпочна приредбата. Баш тука на овоа место беше направена една импровизирана бина со шаторски крила, а имаше, се сеќавам, и цилимчиња, некои црвени. Ние како оркестар прво го отворивме митингот со свирење на Интернационалата. Кога почнеме да ја свириме Интернационалната, сите присутни кои што беа преку 1000 сметам, стана и со дигната тупаница, поздрави, а исто така ја прифатија и Интернационалата, пеејќи овака во хор. После испирувањето на Интернационалната, се сеќавам дека имаше и некои рецитации со револуционарна содржина, па потоа и некои револуционерни песни што ги свиравме. Во организацијата за излетот беа посебно задолжени другарот Феткин, Стефан Аджитефов, Милан Даскалов, Лилјана Гонева и некои другари кои углавно имат предестинации за такви припреми и за таква активност. И они многу добро ги спремија точките. Како што веќе е изнесено, еден беше комадот Сонцето од исток, второ беа неколку песми хорски, исто така неколку народни песни, рецитации и така натаму. Сето беше во еден дух на предстојните борби кои што го очекува нашиот народ во борбата за слобода, за национална слобода. Ваташа имаше најмногу за време бивша Југославија интелектуалци. И како така Ваташа се уклопи меѓу првите, а од Ваташа се како најјаки организирани Срашо Пинџурот, Димка Танџелов Габерот, Ристо Џунов и друзи. А двајцата дури и го загубија и животот, значи Срашо Пинџурот и Габерот. Ни секој пат, после идењето на окупацијата на Бугарија, значи капитулацијата на Југославија, идеме на излети секоја недела, секоја сабота, значи испаѓаме надвор и се договараме и работиме. А на 1 мај 1941 година, значи се организира од страна на партиската организација во селото. Сите масово испаднаваме тука и дојдоваме во манастирот, имаше игранка, имаше скечеви некои, и тука се и говор некои се одржа и сите го спроведуваме денот многу бав. Ако би сакале да сумираме сега за резултатите што беа постигнати и од ова масовна приредба, преди се сме должни да го подвлечеме фактот дека таа приредба беше со симпатија и примена од целокупното население, како во градот Кавадарци, така и во селото Ваташа. Радоста бликаше на лицата со тоа што и по овој пат уште еднаш се потврди дека постои една организирана сила која што беше способна да ги представи, да во тоа време ги представи правите интереси на работничка класа, на народот македонски. Во тоа собитие се здобивме уште со еден опит повеќе, се здобивме со верба дека сме во состојба да се организират и такви манифестации како што беше првомајската прослава.
Понатаму, она беше исползувана да се нови вредности, нови определења афирмираат, прво да се изнесат во масите и да се за нив добие поддршка. А новите определења беа тие дека со рушењето на стара Југославија со капитуланската политика што беше од водечките кругови, не се изгуби и секоја верба во тоа да може една посправедлива, нова заедница на братски народи да се создаде во една борба која престоеше против окупаторите, против сите, значи окупатори. Во тој ред како против германските окупатори, фашистички, така против италијанските, така против бугарските фашистички окупатори. Во заклучок можеме да кажеме дека тоа догаѓај, тоа собитие, значи прославата на 1 мај, отвори и нова перспектива за самоувереност дека можат да се понесат историските задачи пред кое што стоеше прогресивниот напредниот покрет, историските задачи пред кои што се постави македонскиот народ, историските задачи во кои се најде и самата Комунистичка партија на Југославија во тоа време и нејзините организации во Македонија, а тоа е да го припрема народот за престојните битки и победи.